Драги наши, време е за уште едно издание од вашиот омилен урбан магазин Урбан Блок. Ако немате некој посебен план, ви предложуваме да останете на оваа фреквенција следните 50 на минути и да не дружите во ова издание на Урбан Блок. А што ви подготвивме, какви корисни и забавни совети, ќе видите во продолжение. Значи, лицето не само што го менува сјајот, изгледот, бојата, но во исто време тоа добива и така наречен лифтинг ефект. Гљивични ногти кои су се ранije исто чупали затоа што боле приликом свог урастања могу се решити едним благим подолошким захватом за само 15 минута. Мислам дека имаме една урбана популација која што следи трендови, живее урбано и целиот нивен лајфстайл е урбан. 2 недели пред да почнеме со трајната епилација, лицето не треба да е депилирано со восок. Атласот е најмал, најтенок, меѓутоа и најзначаен пршлен во нашиот организам. Ние сме сепак еден реномиран салон што постои 25 години. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. А сега, достапени во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Лечење на акни, пигментации, лузни капилари, стриви целулит, подмладување на лице, врати и деколте, зголемување на усни, ботокс, обликување на тело и голем број иновативни третмани на лице на база на хиалурон, матични клетки, црни црвен кавијар, минерали, витамини, колаген, Q10, акај бери, чист арган, морски алги и бисер, плактон, 24 каратно злато, екстракт од полжави ретин С, фактор за раст и многу други новитети наскоро. Специјалистичка ординација по дерматовенерологија и естетска медицина. Skin Solution. Се за вашата кожа. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Супер Милион Хер. Не е перика, не е лек, не е фарба, не е пресадување. Тоа се 30.000 нови влакна за само 10 секунди. Супер Милион Хер. Свеж и убав изглед на кожата за новогодишната ноќ, а остануваат уште само неколку дена до тогаш. Да, возможно и тоа само со еден третман. Свежината и сјајот на кожата може да се вратат со третмани кои даваат многу брз ефект и сега е идеално време за тоа. Станува збор за нова генерација на хемиски пилинзи за кои детално разговараме со доктор Весна Ѓоргиевска од Центарот за медицинска козметика и естетика Дермабела. Суштината е во составот на киселините. Станува збор за нова генерација на киселини кои што навлегуваат брзо во кожата, значи многу малку се задржуваат на површина на кожата, брзо навлегуваат и на тој начин даваат длабоко прочистување на кожата, односно комплетно освежување. Што тоа значи? Тоа значи топење на површинскиот слој, значи доколку имаме некоја пигментација, доколку сакаме да работиме анти-ејджинг терапија, доколку имаме дури и појава на неколку акнички на самата кожа, ние можеме со овие пилинзи веднаш многу брзо да ги отстраниме. Од друга страна, пилингот, бидејќи рековме, навлегува длабоко, брзо во подлабоките слоеви на кожата, значи не ја дехидрира кожата, кратко се задржува, а ја чисти површински, но правото дејство си го покажува во подлабокиот слој, односно веднаш потегнува ланец
стимулира стварање на нов колаген и нов еластин. Значи, лицето не само што го менува сјајот, изгледот, бојата, но во исто време тоа добива и така наречен лифтинг ефект. Оваа група на пилинзи е сосема нова, се базира на мандерична, фитична, гликолна киселина, салицилна исто, значи ја има и таа. Ги има неколку видови во зависност од проблемот кој што се третира, значи јас само го посочив анти-ејджинг како пилинг на освежување, на диамански сјај, но може да биде пилинг за пигментни флеки, може да биде пилинг за проблематична масна кожа, значи за лекување на акни, многу безболни, бидејќи одат со моментална примена на неутрализатор. Пилинзите, бидејќи се задржуваат кратко на површина, тие не даваат болка. Значи, импулсот на болка е подолг од импулсот на пренесување на препаратот. Така да се многу комодни за клиентот. Веднаш се употребува неутрализатор, кој што ја неутрализира самата, тоа се комплекс од киселини. Значи, морам да напоменам, не е како досега, не станува збор за една киселина, туку комплекс од киселини, кои што се неутрализираат моментално, значи на површината на кожата ние имаме еден индикатор, неутрализатор, кој што, кога ќе се нанесе, ја менува бојата и на тој начин ни кажува дека имаме комплетно неутрализирана киселина. Значи, ништо не се задржало на кожата, а со тоа автоматски немаме појава на црвенило, немаме иритација, значи сите оние пропратни појави кои што одеа со хемиските пилинзи. Навистина сакам, горда сум што овие пилинзи ги имаме тука и сакам да напоменам, пилинзите фактички компанијата која што ги произведува е од светско ниво, од светски глас и навистина на анти-ејджинг конгресот во Монако го доби овај Оскар, на кој што сигурна сум дека и тие се горди, меѓутоа навистина заслужено, зашто многу се работи со хемиските пилинзи, тие веќе заземаат голем дел во дерматологијата, посебно дури и во пластичната хирургија, веќе се јавуваат и генерации каде што може да се работи до мускулно ткиво, фенолни пилинзи и така натаму. Не би навлегувале во тоа сега, посебно сакам да го препорачам на сите дами, значи пред Нова година, чисто да го пробаат, третманот е краток, брз, добива моментален сјај и кога на тоа, понекогаш е сосема доволен да се направи пилингот, понекогаш добро е да се пропрати со уште некој флеш третман, флеш терапија, за да се добие еден максимален ефект. Еден третман кој нема никакви контраиндикации, моментално го дава високиот сјај на кожата, ви дава свеж и убав изглед и вие сте подготвени да ја дочекате новата година. Враснатите ногти, габичните инфекции, брадавиците, волчиото око, жулјевите и сличните деформитети на стапалата и ножните ногти се почест проблем со кој се соочуваат голем број луѓе. Совет и решение побаравме од доктор Весна Игњатовиќ од Центарот за медицинска естетика доктор Вајс, кој подологијата ја развија на едно светско ниво, благодарение на учеството на сите меѓународни конгреси во кои заземаат активно учество. Репутацијата која ја докажуваат илјадници задоволни клиенти ни даде право токму со нив да се консултираме за најчистите подолошки проблеми и начинот за нивно решавање. Подологија е една сасвим нова грана и сасвим е разумљиво што и многи наше колеги, на прво место мислим на хирурги, ортопеде, и нису се нешто позабавили тиме, jer su ljudi bavili zaista nekim fundamentalnim, velikim hirurškim zahvatima. Ko bi se od njih bavio sada noktom, recimo, ali se podologija tako suptilno razvila da je zaista u službi klijenta. Recimo, ranije se smatralo ako nokat doživljava svoju deformaciju, ako se krivi i formira se jedan cevasti nokat, da je to jednostavno nerešiv problem i tako jedno urastanje nokta u vidu cevčice može se samo hiruški rešiti. A u suštini to nije rešenje. To je pokušaj da se nešto promeni, nažalost ne na bolje. Zašto? Zato što je došlo do jedne trajne deformacije i samog korena nokta koji diktira takvu formu nokatne ploče. Kruna podologije u ovom trenutku je recimo ugradnja tih podoloških proteza na samu nokatnu ploču. Tako da kao što u stomatologiji proteze ispravljaju zube, a ne vadite zube, znači da biste
stavljali sada zdrave i dobre implante, već jednostavno ugradnjom jedne protezice vi vodite pravilan rast i razvoj tog zuba. Isto fiksiranjem tih malih protezica na nokatnoj ploči vi diktirate pravac razvoja nokatne ploče. To je recimo nešto što vrlo mali broj ljudi danas zna, a što mi vrlo uspešno radimo u našim podološkim centrima i u Beogradu i u Nišu i u Skopju. Gljivični nokti koji su se ranije isto čupali zato što bole prilikom svog urastanja mogu se rešiti jednim blagim podološkim zahvatom. Za samo 15 minuta mi možemo rešiti problem uraslog nokta našim pacijentima, bez obzira da li je gljivica ta koja diktira urastanje nokta ili je to trauma. Imamo veliki broj sportista koji imaju problema sa stopalima. Gotovo da nema fudbalera koji nema problem sa palcem i sa urastanjem noktiju ili deformacijom same nokatne ploče. I to su podološke procedure koje za njih zaista deluju fascinantno, da za samo 15 minuta brzo, bezbolno i efikasno rešite njihov problem. Како и за сите останати теми на кои претходно разговаравме, доктор Весна упатува дека од суштинско значење е прегледот и поставување на соодветна дијагноза, врз база на која ќе се креира индивидуален програм. Znači, vrlo je važno da li je promena na stopalu koja vas boli bradavica ili je kurje oko. Zašto? Kurje oko je nešto što ćete rešiti određenim preparatima, recimo, koje možete kupiti možda i u apoteci, neki flasteri, neke solucije i tako dalje. Ali ako je bradavica, onda rizikujete rasejavanje te promene. Znači, kurje oko je nešto što je mrtvo. Obično ide solitarno, jedna promena i to na tački oslonca vašeg tela. Znači, ako su visoke štikle, onda je to dole na onom jastučiću. Ako neko gazi na stranu, onda je moguće da se formira sa strane. Ako cipele nosi šimike, onda je zbog tog trenja formiranje kurjeg oka obično na maliću, znači na malom prstu. A bradavica je nešto što ima neku centralnu poziciju, to je bradavica majka, ali se vrlo često oko nje vide sitne male kolonije drugih bradavica, takozvanih bradavica ćerki. I ako vi sada primarno delujete samo na bradavicu majku, ostaju vam ove sitne male, mada nekada hoće one same spontano da krenu da se povlače ako dobro odradite, da kažem, uklanjanje ove primarne bradavice. Ali hoću reći da je vrlo bitno da trebate da imate uvid u stanje čitavog stopala i to je ono po čemu se razlikuje pogled i pregled. Znači, pogledom teško da možete videti te male bradavice u začetku, ali pregledom uz pomoć skenerskopskog aparata vi ćete sa sočevima koje vide bolje od vašeg oka 50, 60, 250 ili 650 puta, videti u detalje šta se dešava na samoj površini kože. Истото се однесува и за габичните инфекции, при кои со голо око е невозможно да се забележат габичките, кои се наоѓаат во каналите помеѓу ноктот и мекото ткиво, но истите се гледаат со скенерскопски преглед и врз база на тоа се одредува понатамошното третирање. Поопширно за овие теми, но и за превенцијата, која доктор Весна ја истакнува како особено важна, зборуваме во една од наредните изданија на Урбан Блок. За денешниот гостен во Урбан Блок многуме ке кажат дека е најконтроверзниот дизајнер, а јас ќе кажам дека е најмладиот, најексцентричниот, најединствениот и најурбаниот дизајнер Златко Јовановски. Добро ни дојде во Урбан Блок. Добро ве најдов и фала многу што ме поканевте, стварно сум почестен. Благодариме и ние на вашето присуство. Вообичаено, Златко, со гостите, затоа што емисијата ни е Урбан Блок, разговараме на урбани теми. Едно од прашањата, во едно првото всушност, е што вие мислите, имаме ли урбани луѓе, живееме ли во урбано време и што е за вас урбано? Да, мислам дека имаме урбани луѓе, мислам дека имаме една урбана популација која што следи трендови, живее урбано и целиот нивен лајфстайл е урбан. Морам да кажам дека иако може малограѓанштината е многу погласна, урбаните луѓе, културните луѓе и луѓето кои што го живеат современиот живот на живење, сите тоа го прават со многу голема тишина, културно, а многу и како действуваат. Кажавме во најавата, некои велат, односно многумина, дека сте најконтроверзниот дизајнер.
Каков дизајнер сте вие според вас? Фала ти на комплиментот. Ја тоа секогаш гледам како комплимент и мене толпата на луѓе секогаш така ме гледа како контравертен, како ексцентричен, како уникатен, како непредвидлив за оно што ќе го прикажи, за непредвидлив за она како ќе изгледам ја на стена и како на крај ќе излезам на после модната ревија, но луѓето не сваќаат дека модата е еден свет каде вие ако не сте уникатни, ако не сте посебни, ако не се издвојувате од толпата на луѓе, вие ако, значи, знаете како, ако ја представам нешто, мора една жена, една дама, мора да има некакво мислење за цела колекција. Било тоа дали е позитивно или негативно, битно е да има некакво мислење. Кога еден ивент, една мој настан ќе помине без никакво мислење, тоа е проблем. До сега, фала Богу, не се случило тоа, а важим за најконтравертен, можеби затоа што многу рано модата почнав да га гледам од широк аспект и од многу посветски. Значи, знаете како, морам да кажам дека додека не се појавив ја на нашата сцена како моден дизајнер кој што сериозно се бави со модата и модата го гледа како сериозен приоритет, морам да кажам дека другите дизајнери беа доволни тоа оно што ми се сервираше на публиката ќе речеше браво и толку. Не, значи, кога да се презентира нешто ново, да се презентира нешто различно е многу потешко, бара многу повеќе финансии, бара многу повеќе време, бара многу повеќе труд, сте ставате на многу поголем ризик кога презентирате стенска гардероба, од кутур мода која што не е нослива, а при тоа треба да го направите за да можете вие утре да дојдете до некакви си клиенти, е многу проблем, е многу поригорозно и е многу со поголем ризик. Но ја морам да кажам дека во тоа успевам и дека во мојата визија на работа и како добро ми оди. Ако можам така да се пофалам себе си, ја важим за нескромен. Така. Како успеваш да најдеш слободно време и што е она нешто друго што те исполнува освен ова што го работиш? Тешко. Ајде така да кажам, многу тешко. Знаете како моите луѓето кои што имаат колку мене години, значи мојата генерација, и ми е битно да излезат во диско, да испијат денеска кафе и да одат на факултет и да се жалат после 3 месеци од дење на факултет дека е многу тешко да положат некој испит. Јас на нивна возраст се бавим вложувам во бизнис, во кариера, во нешто, во бренд, во нешто што е многу поголемо. И е тешко. Стварно е тешко да се најде баланс пред све, затоа што секогаш треба да ви сте клиентите на прво место, при тоа имате пријатели кои што не смеете да ги изоставите бидејќи секогаш они биле тука за вас. Имате семејство кое што има некакви прослави или сакате да се видите и со нив и да се најде измеѓу тоа баланс е многу тешко. Ја не знам да ја кажам формулата за да се најде баланс, но морам да кажам дека живеем така што да го продолжим денот. Што подолго трае денот, што помалку се спие, тоа подобро. Јас спијам многу малку. Околу ревија знам да си легнам секој ден во 4 наутро, да се будам во 8, значи само 4 сата спиење, да се постигна сите тие обврски и да се најде баланс е многу тешко, но морам да кажам дека ако сте спремни психички и физички да издржите секоја работа, валјда секој ќе може да издржите. Валјда тоа е некаков мој одговор на твоето прашање, дека не знам што друго би додал околу балансот, дека јас сметам дека колку можам се трудам да го избалансирам работата со приватниот живот, а нормално дека јас како секој сакам да си дозволам време да одам на филм, да си дозволам време да идам на вечера, на ручек, да одам да си поминам време со пријателите или со семејството и некако сметам дека помалку и помалку време имам за тоа, ама наоѓам. Бидејќи сепак сметам дека ако јас сум одморен и дека ако јас сум среќен во моментот, мене нема да ми треба многу време за спиење и ќе можам да ги завршам сите обврски. А ако сум нервозен, напнат, негативен, мене после и 3 дена да не спием џабе ми. Имаш ли можеби некоја личност која што ти е култна личност или можеби идол со која што се поистоветуваш или пред да почнеш да работиш или можеби и сега чиј што вкус и стил го поистоветуваш со твојот? Знаеш како, ја растев у фамилија најнормална македонско семејство, каде што секогаш кој се воодушевував на светските фешн викови, кога гледав FTV,
секогаш се воодушевував на луѓето кои што носат огромни шапки, големи круни. Џон Галјано кој ќе излезеше на ревија, тогаш го викав Диор, не значи дека Диор е починат и мислев дека он се вика Диор. Значи, да, најмала возраст, например, секогаш се воодушевував на Дафне Гинис, на Ана Дело Русо, не знаејќи дека за нивните имиња и што они каква значајност имаат во светскиот моден свет. И секогаш едве чекав да ги видам. И додека моите другари и другарки гледаат цртани или некаква серија, ја секогаш гледав FTV, одве чекав да гледам и да дојдат они на тоа, не знаејќи како се викаат. И морам да кажам дека они ми биле некој лик и некаков модел по кој што ја се водев. Секогаш сакав да изгледам уникатно, различно. И го споменав, го почнав усади муабетот за семејството дека секогаш моите знаеа да кажат, ма добро, тоа е у светот. Не сакај да ме разочара дека нема тоа така да биде, ама сакаа да ми кажат дека тоа е таму. Може нема да биде и овде. И ми реков, ама ја ќе сум така еден ден, сигурно. Сега тоа е така, стварно е така. Ама морам да кажам дека за сето она што јас го правам и за сето она што и како јас творам, и како мојот бренд се развива, потребна е огромна самодоверба, високо его, една таа невидлива круна што се ја носим ја на глава, што често знам да се насмеем, ама е многу битно вие со кого ќе растете и со кого ќе растете и со кого ќе созревате, ајде така тоа да го кажам. Така. Сепак на крајот се сведува на тоа кој е покрај тебе. Да, така е. Златко, се движиме кон еден друг дел од емисијата. Пред да преминеме, ќе ве прашам каква храна сакате да јадете? Во што уживате? Уживам во секакви различни специјалитети, сето нешто што е чудно и нешто што е уникатно, нешто што фино изгледа. Морам да кажам дека јадам само оно што фино ми изгледа на око. Прво сакам да ми го забележи окото како фино, па после тоа да го пробам. Така некако, ако не му се свиди на окото, баш. Што друго би сакал да кажам? Јадам, според мојот начин на живот, морам да кажам дека живеем само на кафе. Многу ретко јадам. Но кога јадам, сакам да е тоа фин ручек или фина вечера, затоа што стварно, како што кажав, ретко јадам и сакам да къснем нешто фино. Значи да пробам нешто фино што знам дека додека јадам ќе уживам. Нема да ме замарат нотификации, нема да водам нешкој друга работа, туку во моментот на јадење сакам да уживам. Што ме така, јас предлагам малку да поуживаме во кинеска храна. Зошто да не, ќе ми биде мило. Едва и чекам. Силвија, преубаво изгледа и преубаво мириса. Што ќе јадеме? Да, шаренило од бои, типично за кинеската кујна. Баш ми е мило што боите секогаш се така живи и реални, како сега да е купен зеленчукот и сето тоа. Денес одлучивме како пред јадење за пролетни ролца, бидејќи сакав да имаме нешто во комбинација со пržениот зеленчук на кинески начин. Наместо свежа салата, бидејќи времето е ладно, се одлучив за топла салата, која што во нашиот ресторан е многу популарна, особено ја нарачуваат како пред јадење вегетаријанци или некои што обожаваат салати. Меѓутоа, велиме топла салата бидејќи е пропржена само 10 секунди во воктава, а зеленчуците се уште однадвор се крцкави. Значи, вогото возможува таков начин на припремање на храната, да нема динстање, да нема варење на зеленчуците, туку свежи, убаво се мијат и се пропржуваат во кинески зачини со сос. Во овој случај овие се малце киселки и тоа киселки се од кинески оцет од ориз. Има кинески сол, кинески зејтин од сусам и од зеленчуци има брокула. Ова се кинески печурки шитаке, шјанку, познати во кинеската кујна како шјанку, а ова е црната кинеска печурка, ушите на дрвото. Има морковче, бамбус, еве го бамбусот, свежи шампињони и сето ова зелка и сето ова заедно измешано, ќе видиме дали ќе ви се допадне како топла салата, која што во комбинација се јаде со пролетни ролца, кои што може да бидат вегетаријански, а може да бидат и со месо. Сега јас се одлучив за вегетаријански, бидејќи полесни се за конзумирање и во комбинација со сладко кисел сос и со лут сос. Значи, тоа по расположение, нели, гостите зависи каков вкус повеќе сака. Доколку обожавате сладко кисел вкус, убаво е секој од ролцата што повеќе да се стави сос, за да не ви биде суво, а сите обожаватели на лутата храна си зимаат дополнително лут сос.
со тоа што кај нас да напоменам дека сладкиот сос не е од мед. Ова е северно-кинеска кујна, каде што сладкиот сос е овошен. Значи, ние го увезуваме, не го правиме сами, меѓутоа воопшто нема допир со мед. Често луѓето се плашат дека во кинески ресторан кога ќе одат може да јадат месо со мед, нели таков тип на сладок сос, меѓутоа ние постоиме веќе повеќе од една деценија и секој што дошол кај нас и го пробал сладко киселиот сос, повторно се враќа по него. Значи не станува за екстремно сладко, јако, каде што не може да се комбинира на пример со ориз или со месо. Баш напротив, многу убаво оди во комбинација, а јас исто да напоменам дека многу пати еднаш годишно одам во Кина заради потребите на работата и никогаш не сум се соочила во Северна Кина да јадам во кинеските ресторани мед со таков тип на сладок сос, додека во Јужна Кина често мои пријатели што одат ми кажуваат дека таму и може тоа да го сретнат. Значи зависно од тоа кујната каде е, така можат да не се плашат луѓето што никогаш не пробале кинеска храна, туку претходно пред да влезат или од кога ќе влезат може да се информираат и да прашаат каков тип на сладок сос е тоа. За главно јадење се одлучив за телешко мевце, протеини малце, здраво. Да, телешкото мевце е крцкаво однадвор, внатре е меко и сочно и обвиткано е во луто сладко кисел сос. Еве како е крцкаво. Ова е парчето мевце, каде што има, ќе видиме како точкици, како пиперче малце. Значи овој сос сега што го објаснував, меѓутоа искомбиниран со лутиот на едно место. Сладко, луто, кисело. И обично овој сос, да, луто сладко кисел е најбаран во нашето мени, заедно со сладко киселиот. Зависно од тоа гостите какво месо сакаат, секогаш кога имаме крцкаво месо, имаме помалце сос во специјалитетот. А кога ќе имаме меки парчиња месо, тие пливаат во сос. Значи посочен е специјалитетот. Секој нешто не сака крцкаво месо, може да си нарача меки парчиња, телешко, пилешко или свинско месо во ваков сос, а оној што сака крцкава храна може вака да си нарача. И како прилог имаме оривче со јајца. Овој ориз е многу мек и сочен и еден од најобожаваните оризи на азиците. Значи, општо во Кина многу се јаде или варен ориз или ориз со јајца. Оризот со јајца воопшто не е мрсен, иако често јас тоа го нагласувам, бидејќи кога ќе се кажеме на гостите како предлог да јадат ориз со јајца, велат јајцето не, го избегнуваат, нели, дали заради линија, дали заради калоричност или сметаат дека е мрсно. Баш напротив, оризот кога ово е претходно варен ориз на пареа во посебен кинески сад и после се пропржува 3 до 4 минути. При пропржувањето се става јајцето внатре и воопшто не дава мрснотија на оризот, туку сочност и миризва. Сега предлагам да ве послушам да пробате, па ќе ми кажете дали ви се допаѓа. Ми се чини дека по софрата може да се види колку е убаво, меѓутоа да го прашаме гостинот. Како ви се допадна? Јас стварно уживав у сите јадења, најмногу ми се допадна месото у различните сосови и зеленчукот приготвен на ваш начин. Стварно уживав ептен и фала многу пати сум едел во кинески ресторан, но секогаш имам малку проблем со стапчињата при јадење и фала многу што ми помогнавте, што успеав напокон да јадем континуирано со нив и стварно уживав у сите јадења. Фала ви многу и сигурно дека ќе ве посетиме пак. А ако не друго, јас со моите пријатели сигурно дека ќе дојдеме да уживаме пак. Благодарам. Благодарам, Силвија, ви благодарам. А вам ви благодарам што бевте дел од Урбан Блок. Фала и на вас. Лазерски третмани на акни, лузни, пигменти, вени, капилари, габични инфекции на ногти, лазерска епилација, најнови естетски методи за подмладување, слабење и обликување на тело, маникир, педикир, депилација со органски восок, релакс масажи и голем број ексклузивни и иновативни третмани на лице со реномирана козметика. Открите ја својата поубава страна. Центар за естетика Alter Ego.
Додека другите се окрива дека така одеднаш преку ноќ се подмладуваат, јас можам да кажам дека моето лице го среди тимот на ординација доктор Анчевски, кој го направи тоа со проверени и најсовремени методи на извонреден начин. Ги освежив устните, дадов волумен каде недостасуваше и го задржав истиот лик, а изгледам свеж и подмладена. Ако сакате да имате здрава и подмладена кожа, имате само еден избор – ординација доктор Анчевски. Hokej nie je pre každého. Konopné mazanie áno. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ефикасни третмани за убавина, слабење и подмладување со повеќе од 50 апарати, биолошки третмани, масажа, солариум. Заштедете на време со повеќе третмани истовремено. Се што и треба на современата жена. Професионална нега, лесна достапност, дискреција. Дојдете во Силуета. Болки во вратот, колената, рамењата, мигрена, епилепсија, склероза, главоболки, алергии. Ова се последици на погрешно поставен прввратен пршлен со кој сите се раѓаме. Со еден третман трајно вратете го атласот во природна положба и решете ги сите здравствени тегоби. Атлас Релакс Центар. Enjoy comfortable contact lenses with OptiFree Pure Moist Contact Lens Solution. It contains special molecules that come together to create our proprietary Hydroglide Moisture Matrix. Unlike any other contact lens solution, this unique bond forms a cushion of moisture on your lens. This creates a barrier to help prevent deposits, remove dirt, and hold moisture for up to 16 hours. Use OptiFree Pure Moist Contact Lens Solution with Hydroglide Moisture Matrix and see for yourself. Се наоѓаме во дерматовенеролошката ординација Skin Solution и со доктор Наталија Јорданова-Траевски ќе одговараме на вашите најчести прашања. Така, докторка Наталија, веќе ни стана пракса да одговараме на прашањата и верувам дека се сите задоволни затоа што ги одговараме нивните најчести прашања. Така ќе биде и овој пат. Билјана прашува, направив 4 третмани за подочници пред 2 месеци. Кога треба да почнам нова серија на третмани? Со оглед на тоа што веќе направила 4 третмани за третирање на подочници, претпоставам дека овде сме работеле мезопорација за подочници. Препорачливо е 4 минимум да има во серија, штом сме преценили нели дека 4 се доволни, сме паузирале. Веројатно за пациентката биле доволни тие 4 третмани. Сега нема потреба од нова серија, како што прашува пациентката, од 4 третмана, туку на секој 2 месеца по еден за одржување, така да штом пред 2 месеца сме ги завршиле тие 4 третмани, сега нека се направи само еден за одржување третман. Здраво, јас сум мајка на 18 годишно девојче кој има проблем со лицето. Всушност има влакна кои сакаме да ги отстраниме. Може ли да ми информирате како да ги отстраниме, односно со која процедура, со кој најефикасен третман, прашува Вики. Како и секоја мајка се грижи за своето дете, вака со оглед на тоа што 18 годишно девојче, значи апсолутно може да се примене трајната лазерска епилација, бидејќи кај многу мали не се препорачува нормално. Ние ги отстрануваме со лазерска епилација, тоа е траен метод, се применува 6 пати, еднашка месечно, значи на секои 4 недели правиме по една лазерска епилација на лице. Тоа што треба да го знае мајката и нормално керкичката е дека 2 недели пред да почнеме со трајната епилација, лицето не треба да е депилирано со восок. И во текот на целата процедура за трајна епилација, тоа тие 6 месеца дури ги правиме 6 третмани, не треба да се депилира со восок. Значи еднашка месечно не посетуваат бесполна метода, бидејќи прво се прави криотерапија, тоа се лади третираната регија, за да може после да не се чувствува тоа пецкање и топлина од самиот лазер, така да комфортна метода е и 100% резултат има. Со тоа што ако станува збор за некој хормонски проблем кај девојчето, може би не 6, туку ќе се потребни 7 или 8, бидејќи кога има хормонски дисбаланс
6 третмана не се доволни. Друго, не знам што да кажам, освен дека сега е идеален период за третирање, зимскиот период, бидејќи нема топлина, и сепак, ако се оди на планина, нели нормално таму е јако сонцето, треба да се користи превентивно висок заштитен фактор 50+, бидејќи има можност да се добијат хиперпигментации, т.е. флеки, ако не се заштити самата кожа со висок фактор, а се применува лазер. Во овој период од годината, кога се ниски температурите, многу ми се суши кожата. Што треба да преземам и кој третман да го направам, за да можам да си ја омекнам, односно да си ја освежам кожата? Во однос на третман, најдобро е прво да ја видиме кожата, нели, за колкава дехидрирано станува збор и сепак тоа зависи од годините на самата пациентка. Има доста третмани за интензивна хидратација, мезопорација, 24 каратно злато и диамантска прашина, значи многу третмани даваат интензивна хидратација. Тоа можеме да го прецениме, нели, откако ќе се видиме, а тоа што можете во домашни услови да го правите, бидејќи со самиот зимски период нормално самата кожа ни се суши повеќе и се почеста е проблематиката со дехидрирана кожа овој период. Значи, често употреба на креми за интензивна хидратација и тоа препорачувам да содржат хиалурон Q10, бидејќи, нели, они даваат така доста освежување на самата кожа и доста интензивна хидратација и многу употреба на вода, значи барем 2 литра дневно минерална негазирана. Ово е таков период каде што сите се соочуваме со дехидрираност на кожата. Значи треба да ја превенираме за да не си ја покаже, да не си ги покаже самите несакани ефекти дехидрираната кожа. Во однос на третман, значи најдобро е да се видиме и тогаш да прецениме за што е најсоодветна тој тип на кожа. Така. Кога сме веќе на тема зима и кожа, кој третман најмногу го препорачувате во зима, да речеме за кожата на лицето? Па за кожата на лицето најмногу правиме мезоопорација и тоа липозомската, бидејќи тоа е еден коктел кој што содржи липозоми, а липозомите даваат многу интензивна хидратација, се нанесува преку принципот на електропорација и едноставно тој коктел се апсорбира во вториот слој на кожата и од тука дава една длабинска хидратација. Со тоа ние сме го решиле проблемот, нели, со внатрешна хидратација на кожата, но од тука веќе останува и нашата грижа, тоест секојдневно да се користат креми за интензивна хидратација, доста да се пие минерална негазирана вода и кај жените на 35-40 година препорачувам и да се примаат таблети или капсули со хиалурон и со Q10, кој што исто е важно за да се одржи хидратацијата на кожата. Така, одлично. Докторка Наталија, ви благодарам на корисните одговори. Благодарам и на вас. Досега зборувавме за суштинското значење на атласот за нормално функционирање на нашиот организам и при тоа откривме бројни заболувања кои ги предизвикува неговата неправилна поставеност. Доктор Павлина Будиќ од Атлас Релакс центарот денес зборува за деформитети на рбетот предизвикани од неправилната анатомска положба на атласот. Атласот е најмал, најтенок, меѓутоа и најзначаен пршлен во нашиот организам, уште се нарекува и пршлен на животот или клуч на животот, токму поради тоа што бидејќи има специфична анатомска положба. Атласот заедно со вториот вратен пршлен формираат зглобна површина, односно зглобна врска, која што ни помага да ја движиме главата спрема напред, спрема назад, спрема лево и спрема десно. Тоа се природни положби кои што нормално треба да ги правиме и да ги заземаме, меѓутоа кога атласот не е во својата нормална анатомска положба, доаѓа до отежнување на овие положби и ситуации. И токму поради тоа е еден од основните, односно првите знаци поради кои што луѓето се јавуваат на доктори, бараат некаква помош. Бидејќи оваа згрченост, односно неправилна положба, доведува до потискање на нервите кои што се наоѓаат пред атласот и во близина на атласот, на тој начин доаѓа до неправилна инервација и кај луѓето често се јавуваат кога имаме проблеми кои што понатака се
доаѓаат како последица до изместување на сите вратни пршлени, проблеми во вид на трнење во раце, болки во пределот на вратот, целосна вкочанетост и една непријатна ситуација, па и до тешки заболувања како што се вратна спондилоза и ред други тешки и сериозни здравствени состојби. Токму овие болки пропратени со нестабилност на свестица, срцебиење, покачен крвен притисок биле алармот кој го натерале познатиот моторџија Ленин на себе да го искуси третманот, за кој дознал во случаен разговор со пријателка која веќе била запознаена со оваа метода. Кога ми го покажа видеото во многу симптоми кои што се решаваат со местење на атласот, дека јас ги имам. И без многу размислување веднаш се одлучив да го направам тоа. Веројатно, како што ми кажа, е дека атласот практично е скоро кај секој човек изместен и дека тоа се прави само еднаш и дека е трајно. Меѓутоа, можеби да е во различни положби тоа изместување, кое што, барем од видео приказот како што можев да видам, може да направи доста проблеми и во дотокот на крв во мозокот и во нервите, значи допирање на некои нерви и така. Кај мене веројатно се појавило тоа и дополнително заради тоа што јас сум многу често и на мотори во една позиција каде што имаме долги патувања плюс тоа оптеретувањето од кацигата, а и професионално постојано сум на компјутер во таа седечка позиција, па веројатно се тие сите симптоми за кои што повеќе време барав решение да се направат се појавиле како резултат на едни такви состојби. Иако како што веќе ни откри доктор Будиќ, третманот е индивидуално болен. Ленин ни открива дека благодарение на припремите во облик на масажи, за него третманот бил комфорен, но благодетите потоа се бесценети. Па јас да ви кажам дека веднаш после третманот се почувствував добро, веројатно и релаксирано, бидејќи тоа е една убава и припрема со масирање и со инструментите што работат. Веднаш после тоа се почувствував добро, меѓутоа еве она што можам да го кажам од лично искуство е дека навистина во овој период сега од кога ми е направен третманот, иако докторката рече дека и до 7 месеци се средува организмот и ќе има можеби некакви појави вакви или онакви. Јас навистина доста од тие симптоми што ги имав, како што е например нестабилноста и несвестицата, не ги чувствувам веќе, што значи дека на некој начин првите резултати ги чувствувам, имам обврска и задача од докторката да правам одредени вежби секојдневно, кои што пак исто ќе исправа состојбата на рбетот, бидејќи јас имам веќе некои изместувања на одредени пршлени, кои што со текот на времето треба да дојдат во позиција. Имав исто така по проверката некоја разлика на должината, односно на нозете, така го вика, од некој сантим, кој што исто се уреди и веројатно сето тоа сега нормално очекувам и дека ќе биде така и во наредниот период и дека она што ми беа симптоми веројатно предизвикани од тие изместувања на атласот ќе престанат. Кога веќе стана збор за деформитетите на рбетот, еве го објаснувањето на атлас специјалистот доктор Павлина Будиќ за тоа кои се потешките деформитети и на кој начин истите може да се решат. Научно е докажано дека сите ние се раѓаме со неправилно наместен атлас. И токму поради тоа деформитетите почнуваат да се јавуваат уште во најраната возраст. Уште кај малите деца, децата во школска возраст, тоа се најчесто деформитети, поради кои што поради неправилната функција на положба на атласот доведуваат до неправилна положба на целиот предел, не само во вратот, туку и во целиот останат рбетен столб и на тој начин доведува кај децата до чести сколиози, кифози и се поголем број на родители бараат некакво решение за своите деца. Ќе се согласите со мене дека живееме во едно брзо темпо на живот во кој што децата уште од најмала возраст се наметнати на прекумерно седење на компјутер, помалку физичка активност и сето тоа дополнително допринесува за да дојде до појава на овие сериозни заболувања како кифози и сколиози. За разлика од кај децата, кај возрастните, целиот овој процес трае и тлее со години.
не се превзема никаква состојба или мерка за да се спречи таа алармантност која што нашиот организам ја дава уште од предавот на вратот, и токму поради тоа избегнување на сите тие симптоми кои што се јавуваат, доаѓа до целосен деформитет, значи на целиот наш ребетен столб. Доаѓа до неправилна инервација и до како големи, силни и јаки болки. На тој начин доаѓа до намалување на мускулната маса што се наоѓа меѓу пршлените. Доаѓа до намалување на тие мускулни перничиња кои што понатака во животот доведуваат до тешки состојби, како што се дискус херни, за кои што луѓето превземаат многу посериозни предизвици, многу посериозни оперативни зафати за да би се решило тоа. Меѓутоа, се е толку едноставно. Кога атласот би се вратил во нормална функција, се намалува тоа искривување кое што се јавува со оглед на тоа на неговата ротираност, се намалува таа искривеност, неправилна поставеност на крлицата. На тој начин се намалува притисакот кој што се наоѓа вдолж целиот ребет, се зголемува циркулацијата и правилната инервација се одржува на едно завидно ниво и на тој начин доаѓа до целосно подобрување и враќање на целиот ребет во една нормална анатомска положба. Меѓутоа, доколку атласот не е правилно наместен, ништо од нашиот ребетен столб не може да се намести понатака правилно. Со враќањето на атласот во правилна положба добиваат и останатите пршлени, а со примена на советите за подобрување на квалитетот на живот кои по третманот се добиваат од Атлас специјалистот, се добива оптимална положба на ребетот, но и на целосната здравствена состојба. Со собственичката на Центарот за убавина Силуете, Мелина Милевски, ќе разговараме за најпромотивните новогодишни пакети за разубавување. Нова година доаѓа, нели сите овие новогодишни божикни празници, сите сакаме да изгледаме поубаво, пославо, позатегнато, се што е можно, нели? А најмногу внимание околу Нова година за косата и за шминката. Многу често коментарите се дека цените овде во Силуете се многу високи, меѓутоа не е баш така. Имате многу промотивни пакети со пристапни цени. Воопшто не е така. Сметам дека многу од клиентите некако го забележија тоа во изминатите години. Можеби тоа е останато од самите почетоци, кога бевме единствен салон, кога навистина можеби и како цените воопшто и стандардните цени за пакети, за слабење и така, или кога дојдоа прв пат LPG третманите, ексклузивни, па можеби тогаш биле нешто повисоки цените на самите пакети за LPG или така, и тоа некако останало дека тука се повисоки цените и навистина се пониски цените од било каде, можам да кажам, некако ние сме сепак еден реномиран салон што постои 25 години. Имаме цени на шминкање, на фризури, на таков тип на третмани, на фенирања, така од 250-300 денари, на шишење од 400 денари. Мислам, чисто сакам да ги кажам како бројка, затоа што сепак да го срушиме она табу што повеќе време се слуша. Така да и 5+1 фенирање, еден пакет што го направивме, 1500 денари, сепак е одлично како пакет. Се работи со одлична козметика за коса, конкретно за фризерските услуги се зборувам. Секогаш и со серуми специјални, со ампули кои се ставаат. Дури внесуваме новитети како што се микс од 100 масла, како еден новитет врз база на сосема органски масла, потоа кавијар, кератин, ботокс, пакети што може да бидат, секој да избере некој од нив. Значи кавијарот е за исправување, ботоксот е за да го наполни влакното и малце да направи подебела влакното да изгледа, кератин, третманот исто така да го регенерира, да го подобри квалитетот на косата. Например, овој третман како едно пакување, еден убав третман, е 850 денари, а се добива гратис фенирање со него.
Ова се дел од цените што сакав да ги кажам во однос на фризерските услуги, но за новогодишните празници направивме навистина, како и за било каков повод до сега, матурски свадби, така одредени свечености или поводи во текот на годината, секогаш даваме убави понуди и промоции. Сега направивме еден многу убав пакет со свечена шминка плюс фризура и ногти, 2000 денари. Една комплетно подготвување за новогодишната ноќ, на пример. Потоа фарбање плюс шишање и фенирање, 1100 денари. Тоа е еден исто така многу убав пакет. Исто така ногти, гел ногти со фенирање и трепавици е 800 денари. Значи тоа е исто така еден од поубавите пакети и јас би сакала и да направиме една проба, може и кај вас, за да видат на вашите гледачи како тоа изгледа и колку навистина се добива еден светски изглед со толку многу со толку мала цена. Така. Иако кога веќе станува збор за шминка, самата фризура, тоа е оно што се прави нели ден, односно или на самиот ден, може да се каже. Меѓутоа, за колку време претходно би требало да се најави? Претпоставувам затоа што навистина ќе има многу побарувачка. Колку денови претходно би требало да се закаже термин за да се направи некаков третман? Закажувањата уште сега почна, значи и порано, но сепак ние како главно мото во Силуете и во Сити Мол и во Центар исто така, секогаш било да најдеме место за нашите клиенти и старите, но и новите пред се, затоа што сепак имаме еден голем тим од 30-40 луѓе кои што се грижат за убавината. Така да не верувам дека некого би одбиле. Значи, јас исто така и како пакет односно не пакет, како третман би го препорачала и сончевиот спреј за оние што не сака да се сончат на солариум, а сепак сака да носат некој фустан што може би е поотворен или батено да изгледа поубаво. Третманот е 1300 денари. Имаме и тука една промоција за сончев спреј, каде што имате отприлика 2 недели еден убав бронзен тен. И навистина со ако се носи нешто поотворено, како некој сечен фустан, тогаш изгледа тенот многу поубав и по-витко телото. Да, што е многу важно. Да. И уште само нешто, дали има ограничување во изборот на пакетите? Дали може една личност да се ги одбере сите пакети, доколку сака? Да, се разбира и тоа нашите клиенти често го прават кога имаме промоции. Знаат нели редовните цени како се, но во секој случај промоциите се многу подобри да се искористат. Така, одлично, Мелина. Верувам дека сите се задоволни и веќе размислуваат кој што да направи овде во Силуета. Благодарам. Благодарам на вас. Тоа беше се за ова издание на Урбан Блок и се надевам дека вредеше што украдовме од вашето драгоцено време. Останете насмеани, расположени, секако урбани, се до следното издание на Урбан Блок.